Дали сме сите тука? Ајде да видиме кој јадеше највеќе царма, пируска салата, нека крене рака. Нема потреба, се пуснала по образите. Вака сега, она кое што е важно да го започнеме денешното собрание заедничко, најпрво ќе започнам со една информација која што е технички тип, меѓутоа е многу важна за редот во црквата. Апликација за членството е неопходно да се пополни. Вие кои што сте веќе постојани членови ќе си обновите. Додека има нови луѓе кои што доаѓаат по последниот период и тие нови луѓе кои што сакаат да бидат членови на црквата, ќе си пополнат апликација и ќе станат дел од црквата. Доколку се само посетители, тогаш ќе доаѓаат на настани кои што се од отворен тип, како изцелителните цркви, и тогаш ќе можат да се присутни, да земат учество во светото. Зошто? Затоа што овдека нема место за верниците, мал е просторот, а потребно е да знаеме, ако се верници кои што читат Светото писмо, можеме да одиме со тема подлабоко и да одиме на подлабоки размислувања, додека со луѓе кои што два пати дошли и не фатиле Светото писмо, сето тоа да речеме да зборуваме за непознати јазици, да зборуваме за дарби, за откровенија, ќе биде многу тврда храна за луѓе кои што не се подготвени. Како што на мало дете не можеш да му дадеш пилиш шумецо да јаде или риба со коски, треба да му ја истребиш, така и со нови посетители и нови верници. И затоа е потребно да се има овој ред кој што прочитавте дека е воведен. Меѓутоа, што е основа на верувањето во оваа црква? Во Господ Исус Христос, така ли е? Ги знаеме кои се основните начала на нашата вера, меѓутоа она што не знаеме, што не беше може би дефинирано, тоа е правилникот. Правилникот треба да се знае што тоа значи, што тоа носи со себе си, односно да се има во предвид. Зошто? Затоа што многу пати во историјата на нашата црква сме виделе нешто што оди против проповедта која што Јане ја кажа на божичната богослужба, односно против лојалност и против верност. Едно е да си лојален и верен на црквата и да излезеш ако не ти се допаѓа, а друго е ако излезеш ето тоа да го пренесуваш на други трети лица. Зошто тоа не е добро? Затоа што тоа е како да изневериш некого, до вербата да изневериш, да исполнуваш тугите чувства, тугите состојби на надворешни од црквата, тоа не е во ред. Дали се разбираме? Вие што сте членови на црквата и вие кои што следите покасно снимка, треба да знаете дека ќе можете да бидете учесници и на дружби со пасторот и на онлайн служби кои што ќе се одвиваат конкретно за таа таргет група, и во тимска соработка едни со други, учество на летни кампови и слично. Додека оние што се посетители нема да можат да бидат дел ниту од летни кампови, ниту од онлайн служби, ниту од затворени типови служби кои што се за напредна информација. Исто така треба да се знае следното. Секој што е член на црквата треба да знае дека не треба да го нуди својот бизнис план кон другите верници како на потенцијални клиенти за мултилевел маркетинг. Кога зборувам мултилевел маркетинг, тоа како систем се воведува во повеќе фирми, нема да ги спомнувам, но тука спаѓаат и дигиталните валути кои што се се актуелни. И претходната година една група од луѓе кои што се заминаа замерија највеќе затоа што јас зазадов став дека не треба да се размислува премногу на криптовалути или на некои тие состојби или средства, или како да ги наречем, како бизнис и како слично, да се копало со интернет, со компјутери. Јас го пресеков и тоа беше една капка во она чаша која што веќе прелеа со тој став. Исто така не треба да се нуди влези во бизнисот, или купи го дуќанов мој, или дај ми пари и ти ги вратам, затоа што знаете дека снимаме такви проблеми. Исто така не треба да ги користат членовите на црквата, не треба да ги користат другите членови за подписи како жиранти во банка, осигурителни полиси, лобирање и наведување на одредени мислења и ставови, себе промоција или политичка кампања. Дали се разбираме?
Исто така не треба да се дозволи да се промовира озборување, клеветење, злоупотреба на туги емоции или туги лични информации, уцена, наметнување на сомнеш во верата или емоционална злоупотреба за изнудување на пари. Се тоа сме го имале. И затоа е ставено во правилник. Исто така не треба да се поведува спонзорство, споделување на незадоволство, создавање на бунт и поттикон своеволие. Тоа е многу често злоупотребено и се користи во моменти кога некој оди на гости кај друг. Јас го одобрувам гостичокот. И потоа истиот се користи зашто? За да се создава незадоволство, да се подкопува ставот на пасторот, да се стави сомнеш во расудувањето и проценката на пасторот. Сметам дека тој е дух на Антихрист, дух на Јуда и на Каин, и дека таков дух не треба да дозволите да ви внушува било какви мислења и ставови. Затоа вие сте доволно зрели за да кажете стоп и да не слушате, туку да се дистанцирате и да кажеш стоп. Ако си дошол на гости да зборуваме за духовни теми и за нешто добро, окей, но ако си дошол за да овој начин го правиш, тука го шириш, тоа не се дозволува во мојот дом. На таков начин ќе завземете став. Дали се разбираме? Исто така членовите на црквата не смеат да превземаат добронамерни действија без знаење и одобрување од страна на служителите во црквата. Сакате да помогнете, пријавете. Не станувате спасители, месијанци, кои што го заменуваат Исус и кои што ја игнорираат црквата. Океј? Има луѓе кои што можат да земат да помогнат, да истераат одредена работа и вие нема да сте звезда на тој проект. Туку ќе се прослави Исус. Ако вие сакате да сте звезда во проектот и некој да ве вели што вие ќе спонзорирате или помагате финансиски, тогаш ќе намерите нели се чисти. Членот на црквата треба да има духовен морал, да живее според библиски принципи, што тоа значи да е маж на една жена, да се во брак, да не практикува полигамија, знаете што е тоа. Педофилија исто така, зависност исто така. Не треба да се живее во безбрачна или вонбрачна заедница со партнер. И доколку му е потребна помош на човекот за надмирување на тие проблеми, слабости и кризи, ќе биде укажана таква помош, но не да се инфицира тоа врз одредени бракови во црквата или одредени индивидуалци во црквата, дури и тоа да се деца. Дали се разбираме? Ќе си има дисциплинска комисија во црквата која што ќе може да действува во тоа да го исклучи оној кој што ги нарушува овие принципи кои што се поставени како правилни во црквата. А тоа може да се случи при нередовно доаѓање, не може 6 месеци го нема или година дена, се појавува и ми вели сакам да ме венчаш, јас сум дел од црквата, пред 3 месеци на мејл ми стигнува порака дека не е дел од Блага вест. Така да тоа се контрадикторни ставови и таквите ставови повеќе нема да ги има, затоа што постои едно ливче, кое што е апликација за да се пополни за членство во црквата. Така да секој кој што има потреби и е дел од црквата ќе може тоа да го очекува од нас. Додека другите кои што го немаат сето тоа, не може да го очекуваат и некои да се чувствуваат должени да внимават како тоа да се балансира, бидејќи во последниот период е во таква поставеност. Исто така, може да биде исклучен човек со нехристијанско однесување, а тоа ги спомнав неморалните действија, кои што ја загрозуваат црковната заедница, окултни практики, доаѓа овде оден бајачина, гледачина слично, поттикон пороци, односно продажба и консумација на опијати, наркотични средства и алкохол. Не може да доаѓа во црква, да нуди алкохол, дрога, джоинт или слично, или диазепами, не знам што, екстаз или како и да ги наречеме, но исто така и не може да слика со мобилен телефон кој што седи до него, како што имавме случај на нови луѓе минатата година и пред короната, каде што седи овдека и ја слика сестрата до него, бидејќи била злодна. Така да тоа се тие нови посетители кои што доаѓаат со одредени намери и ние мораме да знаеме кој со каква намера е, затоа се воведува овој ред.
Ако не. Така да, исто така, лажни учења кои промовира, следење на проповедници цркви со различна доктрина на дарување од нашата, како и посетување на други цркви, автоматски значи дека го завзема својот став и дека тоа ќе следи нешто кое што ќе се разгледува со дисциплинската комисија. А ова се тие нешта кои што накратко ги спомнав и кои што е убаво да ги знаете, верувам дека ги подпишате, ги разбравте и тоа е тоа. Се разбира, членството на доброволна основа, пари не ви взимаат. Но како верници кои што веќе се просветени и отворени им се духовните очи, знаат што е она кое што Бог не повикува, како однос да имаме кон Бога и како треба да действуваме во поддршката на црковните проекти и сето она кое што се случува како мисија. Алелуја. Сега, дали сте вие добри, дали сте спремни за новогодишнава тема, односно првата од оваа година, тема која што е многу специфична и која што гласи духовна прељуба. Искрено ја добив 2022 пред нова година, пред Божич, но сметам дека Божич не можеше да биде моментот кога ќе се сподели оваа тема и го чекав првиот момент, така добив на срце дека првата богослужба ќе биде на оваа тема. Бидејќи темата е длабока, јас ќе ве посоветувам да се снимате и да се запишувате, за да се ја преслушате, бидејќи знаете, во моментот кога се слуша темата, ја препознавате, ја прифаќате, ви е позната, меѓутоа како тоа ќе одлежи, може да се заборави. А работата не е да се заборави, туку да се практикува сето на кое што ќе се каже. Дали се разбира? Пред да почнеме со темата додека вие се подготвувате, сакам да ве охрабрам сите вие кои што одлучите да доаѓате во Израел, да знаете дека ќе имаме нестандардна тура, односно ништо како претходните години, ќе биде сосема различно, ќе биде изненадување и ќе имаме посета на одредени места кои што сме во преговори со таможните агенции за да ги реализираме на поседен начин. А ова сакам да ви информирам, значи вие имате право да одите со кои сакате како агенција, има и поевтини тури да се разбереме, можете да посетувате фабрика за креми, фабрика за диаманти каде што се произведуваат, шалчиња каде што се произведуваат, значи одете слободно. Меѓутоа одиме на духовна тура. Разликата е што турата со нас е духовна тура, додека турите со другите агенции се туристички. Така да ние одиме на духовно поклонување или поклоничко патување, додека другите одат на екскурзија, расходка и така натаму. Шопинг, секој кој различно така се одлучи. Дали сте подготвени, ме интересира? Не сте. Кога ќе видите, ќе почнеме. Спремни ли сте? Ајде да кажеме, Господе, отвори ми ги ушите да чујам, очите да видам и срцето за да разберам сето она кое што ми даваш, да го примам и да го спроведам во пракса за моје изградување и за да имам искрен однос со Тебе и со сите кои што си ми ги доверил како пријатели, роднини и фамилија. А Оте Татко во името на Исус. Амин. Да се изневери брачниот друга, значи да се изврши прељуба, така ли е? Прељуба во бракот кога се извршува, кога се нарушува заветот на верност и споделување на својата интима со некој што е надвор од тој брачен завет. Значи, зборуваме за брачен завет, кој што се одвива пред Бога се извршува од страна на служител, односно пастор. Прељубата која што се случува може да биде физичка или сексуална и каква друга? Психоемоционална. Една жена, слушате внимателно, прави прељуба кон мажот, кога ја положува својата доверба во некоја личност што е надвор од бракот. Например, тоа може да биде нејзината сестра, со која што постојано има потреба да споделува не само секојдневни теми што ќе јадете, што ќе готвите, каде ќе шетате, туку и споделува интимни проблеми кои што таа ги има со својот сопруг и тоа значи дека ја споделува интимата со трета персона.
Дури и сопругот да го сознава тоа и да гледа како неговата жена споделува со сестра и одредени интимни работи, дури тој да нема забелешки, да нема никаков проблем со ваквото однесување на својата жена, сепак ако тој не ја спречи во тој чин, самиот маж станува соучесник во овој тип на прељуба, која што пред се одвива пред Бога од страна на дотичната жена. Дали разбирате? Прашањето ми е, дали вие жените имате незапирлива желба да се слушате постојано со вашата сестра, пријателка, другар и да им споделувате интимни нешта за себе или за вашата релација со сопругот? Сигурни ли сте? Сите првиот рефлексен одговор е не како така срамота. Ама кога ќе се замислите и кога ќе заанализирате, ќе размислите и ќе согледате дали е тоа дада, дали е бато, мама, тато. Размислете. Мажите. Дали вие мажите имате таков однос кон некој ваш другар, брат или роднина? И сите си молчат. На работа, у кафана, на пазар. Значи, вакво прелюбодејство може да се случи било со пријателка, или со колега, шеф од работа, или други личности. Ако жената споделува со својот шеф, или со својот колега на работа, за својот личен живот, со знаење или незнаење од страна на нејзиниот сопруг, тоа е веќе изневерување. Не е физичко-сексуално, но е психоемоционално изневерување. Тоа споделување на интимност значи не само споделување на лични проблеми во бракот, туку споделување и желби, соништа, мечти и планови за воидно време. Кој ти е тебе тој ти да споделуваш такви работи? Јас познавам една пасторска двојка, чишто брак се растури именно заради овој проблем. Ова беше иницијалната каписла да се пукне. И сум видел многу пати зошто има проблеми во браковите. Еве и вие кои што следите, ќе следите снимката подоцна, размислете си. Дали се жалите од вашиот маж на ваша другарка, пријателка, сестра и критикувате каков е незаинтересиран, егоиста, седичен, крут и слично вашиот маж? Или вие мажите размислете дали тоа го правите во однос на вашата жена? Јас познавам еден човек кој што исто така имаше своја вработена колешка и ја бранеше по секоја цена, мислејќи дека мажот ја малтретира и не ја дава слобода да таа се изрази, да ја гради својата кариера. Се обидов да укажам, но тој човек сметаше дека јас сум субјективен во пристапот и дека проценката не ми е адекватна. Покрај тоа што нејзиниот маж е тивок, интровертен и слично, сепак беше презентиран како маж тиранин и кој што не помага на жената, нека чека се на нејзе, а де факто проблемот беше што жената не си ја обавуваше својата улога како пред се мајка кон своите деца и затоа мажот правеше забелешки. Значи, кога имам можност да интервенирам како пастор во нечии бракови, може да сте инволвирани и вие. Но не стоите на патот за да ја обавувам оваа служба. Некогаш вие мислите дека јас не проценувам и дека бранам некого. А всушност вие сте тие кои што гледате од своја перспектива на ваша правда, на логиката, на разумното расудување. А каква е библиската правда? Каква е библиската перцепција за нештата? Значи, кога зборуваме за вакви прељуби, може тоа да се случи и од страна на мажот, и од страна на жената. Се разбира, мажот тоа го прави и кога споделува со блиската пријателка за својата интима, за своите проблеми во бракот, но и за своите планови,
своите мечти копнеш и каде сака на одмор да оди, каква кола да вози и слично. Зошто е ова погрешно? Затоа што кога се споделуваат своите емоции со одредена личност што е надвор од бракот, тогаш слушателот може да се почувствува повикан да го спасува потиснатиот човек. И на тој начин да развие преголема сочувствителност преку која што се формира душевна врска. А штом се формира душевна врска, тоа е првиот чекор пред да се случи и физичка прељуба, односно со сексуален чин. Дали се разбираме? Пример. Симона, да речеме, му се отвара многу често на Оливер. И они се браќа, брат и сестра во Христа, роднини. Меѓутоа, толку често се наоѓа Оливер, да речеме, во ситуацијата кога кризира Симона од својот брак, што он е и брат, он е и советник, он е и психолог, и често пати, да речеме, одат во парк, одат на екскурзија на Дојран, мислам филмот, да го направиме. И што се случува спонтано и да нема привлечност физичка, се развива една душевна врска. И тоа најпрво почнува со заеднички молитви. Ајде се молиме заедно, ја да се оженам, твојот маж да се среди. Ајде се молиме заедно, ајде ова, ајде она. И веќе таа состојба која ќе се развие како душевна врска, доаѓа до момент спонтано да се случи некој кивали едно. Ова кивали. И што се случува? Се доаѓа до моментот да се случи спонтана прељуба. И такво нешто и има во црквата. Нема да ми ги кажам со имење нормално, меѓутоа вие кои што сте поодамна ги знаете, или кои што веќе не се тука. Да дефинираме. Психоемоционалното изневерување представува таинствена, постојана блискост со некој што не е ваш легален брачен другар. Тоа значи дека донесувате одлука да негувате несексуална интимност со некој друг, освен со вашиот легален партнер, кој што е предуслов за слабење на брачната заедница и нејзино нарушување. И вие можеби досега сте направиле вакви изневерувања и потоа се прашувате зошто вашите брачни односи не се исцелуваат. Зошто нема промена? Исцелувањето на бракот може да се случи откако најпрво ќе се детектира кој од вас двајцата врши психоемоционална или физичка сексуална прељуба. Не може да очекувате здрави односи, пасторе моли се за нас, пасторот се моли за вас, за вашиот брак, а при тоа си заминувате од овде и до вечерта и звониш на Јана и кажуваш како машти, те игнорира и друго ти прави. Или дека немате редовен интимен однос. Тоа Јана не ја засега. Нели? А се случува. Тоа може мене да ме засега. Ама не Јана. Истото важи и за мажот во бракот. Размислете за ова, ставете си забелешка, бидејќи одведнаш не можете да препознаете, но после ќе ви испливаат некои работи. Вие може да се почувствувате психоемоционално изневерени од брачниот другар, кој наместо со вас споделува премногу со своите пријатели, со своите колеги од работа, па дури и со членови на семејството, луѓе, и вие слушате што споделува вашиот сопруг, а вие тогаш се прв пат слушате. Разбирате ли? Вие кои што сте сами, односно не сте во брак, може би мислите дека ова вас не ве засега. И те како ве засега? Затоа што вие сте во заедница со Христос. И сите ние сме како индивидуалци. Значи да дефинираме. Ниту пријателката, ниту колегата, шефот, сестрата, братот, другарот, братучедот, ниту еден од нив не е дел од брачниот завет. Ниту пак се авторитет пред кој што се извршил заветот. Они не го извршиле заветот пред Бога, не ме венчале тие,
Бог е тој со кого преку Исус Христос имаме нов завет. Амин, кој ќе каже? Тој завет кој што е потпишан со крвта пролеана на Исус Христос, значи дека ние сме откупени од овој свет и стануваме дел од црквата, која што е невестата што му припаѓа на Христос. Значи Бог е авторитетот пред кого се заверува овој брачен завет на брачнава двојка со посредство на служител, односно пастор. Така ли е? Затоа кога еден од брачните другари се соочува со лични или брачни проблеми, тоа се изнесува прво во искрен меѓусебен разговор пред Бог исто така или пред служителот на кој што каде што тие имаат право да се доверат и тој да им помогне да се средат односите и да ги приближи кон Бога. Физичката прељуба, значи различно од психоемоционална, физичката прељуба е придружена со флертување, еротско и телесно, односно сексуално задоволување со личност која што е надвор од брачниот завет. Сега, изневерувањето на брачниот другар, што е? Тоа е ситуација по која што се уништува довербата на брачниот другар. Ја погазуваш во целост. И што се предизвикува со тоа? Скршени срца, лузни кои што може да траат цел живот и ако имаат деца, тие највеќе да страдаат. Во брачната врска, прељубата, да се биде, значи, неверен кон сопружникот, е акт на себичност, што може да ја уништи брачната заедница. Истото ова важи и за Бог, кога го изневеруваме со нашата дволичност и му окршиме срцето. Затоа е многу важно да тргнеме од бракот, а ова да го пресликаме во односот со Бога. Како и дали го изневеруваме Бога? Ние сме неверни на нашиот Создател, кога ставаме други поважни нешта и личности пред Него. Односно, кога не дозволуваме тој да биде број еден во нашиот живот. Внимавајте, за ова сум зборувал. Децата се дар од Бога, но не треба да се на прво место. Мажот или жената што Господ ви ги дал за во брак. Да, треба да се почитува, да се сака, но не се на прво место. Првото место му припаѓа единствено само на Бог. Само на Бог. Во Стариот Завет, прељубата како се манифестирала или неверството кон Бога. Со следење и поклонување по други богови, а таа практика денес се препознава во поклонување на светци и икони, правење идоли од спасители, исцелители, лекари, пејачи, познати личности, актери, политичари и така натаму. Сега, од духовна гледна точка, ова е чин на себичност што може да ви ја уништи врската со Бог. И затоа денес разборуваме дали во оваа година ќе дозволите нешто друго да е на прво место пред Бог. Едно е да се убедуваш дека Бог ти е прв, но твоите постапки и дела покажуваат дали тоа е така. Да речеме, ако Бог ти е прв, ти нема да отсуствуваш од богослужба. Тоа е прва една обична индикација. Да, може да си спречен заради некакви вирусни состојби, некои проблеми од таков калибар, болести и слично, меѓутоа ќе те спречи еднаш, ама да те спречи 3 месеци, 6 месеци, година, дена, тоа е веќе живот без Бога. Затоа што индивидуална духовност во Библијата нема. Имаш индивидуален, личен однос со Бога и колективен однос духовен, кој што го градиш во црквата со браќите и сестрите. Двете нешта кои што се случуваат, одат рака под рака. Одат заедно. Сега сакам да ви дадам примери за духовна прељуба. Значи има повеќе форми и облици. Ова вклучува стремење кон лично задоволство, рекреација, па дури и безделничење. Не правење на ништо. За многумина постојат и други богови. Еден од нив е материјализмот.
Или мамон, духот мамон, кој што е дух на што? На парите. Така. Како работи тој? Копнеш, стремеш за работка за повеќе пари, купување повеќе работи, акумулирање на повеќе богатство. И ова е една желба која што не е заситлива, се повеќе расте и тоа станува на некој начин Бог кој што го обожаваме, со кој што се гордееме, како да сме го постигнале, како да тоа ни дава вредност. И тоа го изместува нашиот Господ Исус Христос од престолот на нашиот живот и повеќе не е на место број 1, туку е на место број 10. Во Јаков 4 глава 4 стих вели: прељубодејци и прељубодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Така вели Словото. И затоа сето она кое што е во светот, што и да е, едно е ти да следиш тренд, и едно е да си во помодерен, да се одржуваш, а друго е да имаш пасија или страст за сето тоа. Да се има повеќе, да се граба повеќе, 2 коли се малку 4 ќе бидат, 2 стана се малку 8 ќе бидат. И слично, разбирате? И таков стремеж имаат луѓето што се светски, кои што не го познаваат Бога и кои што се водат по своите душевни концепции или своите телесни нагони. Човечките односи, иако се важни, исто така може да го загрузат вашиот личен однос со Бог. Се што нас не одвлекува од Бога, бесне е како искушение за да бидеме неверни. И овие прељубнички стремежи не е израз тоа да го почитуваш и Бог. Исто како што прељубата не го почитува брачниот другар. Нели? Ти ако отидеш со некого, не значи дека го почитуваш твојот маж. Соодветно, ако ти вршиш таква прељуба, не значи дека го почитуваш Бог. Ти кажуваш со устата дека го почитуваш, но постапките покажуваат дека ти блудничиш со светот. Во Еремија 3 глава 20 стих вели: но како што жената го изневерува својот маж, така и вие ме изневеривте мене, Израелев дому, говори Господ. Како го изневеруваш Бога? Сакате ли да чуете? Кога наместо практика на доверба и споделување на својата интимност со Бога, тоа го правиш со другари, со пријатели, со бајачи, со гледачи. Кога наместо зависност од Бога практикуваш зависност од луѓе, од пари и зависност од себе, од своите способности. Дури да можеш нешто да сработиш, ослони се на Бог, Он да сработи за тебе, а не ти. Не си ти централен во твојот живот, Бог е централен. Несомнено е дека можеш да сработиш. Али тоа е карактеристично за луѓето кои што се егоцентрични. А за луѓето што се богоцентрични, тие се потпираат на зависност од Бога. Така ли? Кога го изневеруваш Бога? Кога наместо совет од Бога, бараш совет од порочни луѓе, односно телесни луѓе, хороскопи, финансиски гуруа, кои што ги има се повеќе како мотивациони говорители и советници за финансии, како и кога бараш совет од претскажувачи на иднина. Исто така го изневеруваш Бога кога наместо да одиш по неговиот пат, чекориш по патот на престапниците, лицемерните, фарисеите и кои? Светските луѓе. Сите така прават и ти правиш така. Ти треба да знаеш кој си во Христос, соодветно да не го правиш тој пример, да не го практикуваш, туку она што Бог не го покаже. Кога го изневеруваш Бога? Кога наместо да му оддадеш слава и почит на Бога, признание и восхит, ти тоа му го даваш на измислен лик. Било тоа да е некој светец. Тој може би не е измислен лик, може би стварно служел на Бога, но ти не треба да го третираш како да е Бог и како да тој треба да ти исполни желбата и да ти штити куќата. Патрон на куќата или на градот. Тој е заштитник на куќата на градот е самиот Бог. Океј? Но измислен лик е Дедо Мраз.
Разбирате? Тоа е измислен лик, и рвасите исто така. Така да ти наместо да му оддаваш слава на Бога, ти што правиш? Почитуваш или правиш компромис од Дедо Мраз, со Ирвас и слично, покрај тоа што знаете дека Божи треба да се слави за Бога, за издавањето на неговата благодат преку отелотворувањето на Христос. Кога го изневеруваш Бога? Кога наместо да се надеваш на Бога, како спомнав, се надеваш на светци, на нивната моќ, на мајли, на мошти од ние, памукчиња од мошти, и слично како тие да се богови, како да тие материјални средства, бројаници, иконки и слично, свети водечки како да имаат надприродна моќ. Бог е апсолутен и е најсилен и најмоќен. Значи, ако некој не знае за Бог и не го познава, некако го гледаш тоа, го препознаваш и сакаш да му отвориш очи. Меѓутоа, вие кои што сте веќе во Словото и го познавате Исус лично, за вас тоа е непоимливо да го практикувате. Тогаш веќе го изневерувате Бога. Исто така се изневерува Бога кога се радуваш за паричето на бабник дека ќе ти се падне или на Василица, бидејќи ти си веруваш дека тоа ќе ти донесе среќа целата година. Кој од вас правеше пат Никола? Паричка онакво, зелниче, лепче. Веќе чутите. Некој ќе си каже, некој не, меѓутоа на ваша совест си е. Меѓутоа кој си прави? Сам за себе си прави. Си ја сече својата гранка на која што седи и тоа не е добро, драги мои. Ова не го зборувам една година, од кога сум новороден, го зборувам и кога станав пастор го зборувам, постојано зборувам да не се практикува религија, традиција и компромиси со светот. Имаше пастори и пред да постојам јас овде. Не велам дека не вредат, секој Господи употребува на различен начин, али мене кога ме повика ми го даде на срце ова ревносно движење, за да не се прави компромис со светското, со народната традиција и со сето она кое што подразбира дипломатија, политика во меѓу тие верски односи. Дали се разбираме? И кога го изневеруваш Бога, кога наместо да си покорен на Бога, се покоруваш на своето разбирање за Бог и своеволно ги практикуваш религиозните традиции наместо живата вера која што нас ни откриена преку Светото Писмо и Светиот Дух. Амин. Ајде да се запишете духовна прељуба. Значи, сега ќе дефинираме што значи духовна прељуба, бидејќи е различно од ова што го зборевме. Значи, постојат најмалку два вида на прељуба. Првата е физичка прељуба, односно таа е вистинска или сексуална инволвираност со некој друг, освен со брачниот другар. Чин, акт извршен. Другата е психоемоционална прељуба, која што ја зборувавме, и во таа спаѓа копнеш во срцето за општање со некој што е надвор од бракот, негување на привлечност и споделување на своја интима, поминување на време со некој што е надвор од бракот, можно е да се случи негување на еротско задоволство или платонска љубов, привлечност, флертување, фантазии за интимност, посакување сексуална вмешаност со некој друг, значи што е надвор од брачната заедница, окей? Сега, на овие две форми на прељуба, апостолот Павле јасно додава трет облик на прељуба, кој што се вика духовна прељуба. Објаснета е во Римјани, посланието до Римјаните, читам 7 глава, од 1 до 6 стих, веде вака. Драги христијани, овие зборови им ги упатувам на поборниците на Мојсеевиот закон. Не знаете ли кој да е закон има моќ над луѓето само додека се живи? Например, омажената жена е со закон врзана за својот сопруг, додека е тој жив. Ако тој умре, таа е ослободена од законската обврска. Кога таа би заживеела со друг маж, додека нејзиниот сопруг е се уште жив, таа би била сметана за прељубница. Но ако сопругот и умре, таа е ослободена од законската обврска и ако се омажи за друг човек, нема да биде сметана за прељубница. Дали го разбравте ова? Да? Повтори. Ако
За прелюбница се сматра она жена која што додека нејзиниот сопруг е жив, ако го изневери, оди со друг маж, тогаш е прелюбница. Но го прекршува законот, тогаш го прекршува законот. Но кога ќе почине нејзиниот брачен другар, тогаш може со друг маж, но и тогаш, ама само кога ќе биде венчана. Го додаве ова. Ова четврти стих ќе биде. Така. Го додаде ова, знаеш? Се извинувам. Океј. Значи, ако тој умре, мажот што го има, таа е ослободена од таа законска обврска кон мажот. Кога таа би заживеела со друг маж, вели додека нејзиниот сопруг е се уште жив, тогаш таа би била сметана за прелюбница. Така. Но ако сопругот ти умре, таа е ослободена од законската обврска и тогаш ако се омаже со друг човек, нема да биде сметана за прелюбница. Најпрво на кого му се обраќа Павле? Првиот стих, драги христијани. Значи првото вика драги христијани. Овие зборови им ги упатувам на поборниците на Мојсеевиот закон. Значи пазете, се обраќа на христијани, ама ги упатува овие зборови на поборниците на Мојсеевиот закон. Значи и тогаш имало ситуација христијани кои што биле терани да го почитуваат Мојсеевиот закон покрај тоа што се под Нов Завет. Разбирате? Значи овие стихови укажуваат дека таргетот се оние што го познаваат законот, но се христијани. И ова говори дека значителен број еврејски преобратеници во Евангелието на Исус биле меѓу христијаните во Рим, бидејќи писмото е до римјаните таму. И тие јасно разбираат дека ако жената е мажена за маж и додека тој сопруг е се уште жив, таа, ако оди се со друг маж, тогаш тоа е прелюбница, таа е прелюбница се смета. Океј, тоа го дефинира Павле. Меѓутоа, како ова Павле го става како основа, тој продолжува да ја применува оваа вистина на оние што се следбеници на Христос и продолжува во 4 стих. Вели, така е и со вас, драги христијани, како со жената, со мажот, ако го изневерува. Вели, вие не подлежите под старозаветниот закон даден преку Мојсеј. Затоа што Христовата смрт значеше и ваша смрт. Бидејќи Христос воскресна, вие сте сега сврзани со Него, а не со старозаветниот закон. Тоа ви овозможува да бидете плодоносни и полезни за Бог. Амин. Значи, апостолот Павле дава споредба и ни укажува дека на духовно ниво не можеме да сме во единство или сврзани и со Христос, и со Мојзеевиот закон во исто време. Значи, исто како што е опишано за жената во тие први 3 стиха, дека станува прелюбница додека е мажена оди со друг маж, така поединецот кој што се обидува да се придружува себе си и на Исус и на Мојсеевиот закон, врши духовна прелюба. Тоа е третиот вид на прелюба, која што е позната нели како духовна прелюба и беше важна да ја разберете во паралела со бракот, со брачните односи, за да сватите што тоа носи, што тоа значи. Значи, ова кое што е запишано се однесува, како што кажав, драги христијани, значи се однесува на браќата, на нас кои што сме во Христос, и ако ние сме во Христос, тогаш тоа важи за нас и ова значи практично тоа да го живееме. Зошто е важно ова што го прочитавме од 4 стих? Бидејќи Христос воскресна. Што тоа значи? Тогаш ние сме сврзани со Него, а не со старозаветниот закон. Значи ние сме направени мртви за законот. Ние кои што сме верници во Христос сме ново создание и сме мртви за законот. Не живееме за да го исполнуваме законот. Исус го исполни наместо нас. Ќе ви стане јасно на крајот.
Сега, околу 1400 години, пред да биде напишана книгава до римјаните, Мојсе што направи? И запишал Божите заповеди за израелскиот народ, кои што изгледале како добри, за сите времења, за вечни векови. Меѓутоа, се појавува Исус Христос, Божиот Син, барајќи да ние му се придружиме, да станеме едно со Него, да се сврземе со Него на начини кои што го надминуваат Мојсеевиот закон. Ова е многу важно да го сватите. Например, во својата проповед на гората, на блаженството, Исус се истакнува и се одвојува од законот. Дури и во даден момент го заобиколува. Како тоа се случува? Во изјавата "И јас пак ви велам", покажува јасно дека Исус поништува некои точки на дотогашниот Мојсеев закон. Например, ни заповеда дури воопшто да не се заколнуваме, кога законот им заповеда на своите приврзаници да му се заколнуваат на Господ. Го читаме тоа во Матеј 33 глава. Гледате дека е напредна информација. И ова треба да се разговара со луѓе што читаат Свето писмо. Ако читате, ќе разбирате. Ако не, сето ова ќе ви биде тврда храна и ќе одите во група каде што се нови верници. Вели вака, познато ви и тоа дека во Мојсеевиот закон на вашите предци им било заповедано вака: не кршете ги своите заклетви, исполнувајте го тоа што сте го ветиле пред Господа. Јас пак ви велам, Исус кажа, не заколнувајте се воопшто ни во небото, зашто тој е Божји престол, ни во земјата, зашто таа е подножје на неговите нозе, ни во Јерусалим, зашто тој град е на великиот цар, ни во својата собствена глава, зашто не можете да создадете ни едно црно или бело влакно. Кажете само да или не, а секакво заколнување покрај ова е потикнато од злиот. Ова Исус го кажа. Пак им вели. Познато ви е дека во Мојсеевиот закон било заповедано вака: око за око, зап за зап. И јас пак ви велам, не возвраќајте им на оние што ви прават зло. Ако некој те удри по едниот образ, сврти му го и другиот. Потоа вели, познато ви е дека во Мојсеевиот закон било заповедано и ова: сакај ги своите ближни, а мрази ги своите непријатели. Тоа е Стариот завет. Јас пак ви велам, кажува Исус, покажувајте љубов испрема своите непријатели и молете се за доброто на оние што ве прогонуваат. Значи, гледате дека овде Исус поништува некои точки на законот и што прави? Дава јасен указ дека ние не треба веќе да го следиме тој правец, туку она што тој ни го вели. Јас пак ви велам. Значи, нашиот пат е Исус и затоа самиот тој кажува: јас сум патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Каде е решението за да не се прави духовна прелюба од страна на верниците? Да не правиме духовна прелюба кон Бога. Што е решението? Треба да го разбереме, да го осознаеме, но потоа и да внимаваме да го практикуваме. Бидејќи постои таа противречност меѓу законот на Мојсе и учењата што го дава Исус, а потоа и апостолите. Сега, како што во првите 3 стиха од 7 глава од Римјаните читаме дека некој треба да умре за да не се изврши прелюба со другото соединување. Значи, мажот треба да и умре на женама за она да оди со друг маж да се омажи. Така, некој треба да умре за да нема духовна прелюба. Прелюбата која што се одвива со приврзаност и кон Исус и кон Мојсеевиот закон, во исто време е многу опасна, бидејќи тоа не те воведува да си во близкост со Бога. Бог го дава решението во 4 стих што го прочитавме. И таму кажува дека има 2 лица кои што умираат. А тоа е Исус и верникот во Христос. Ќе го прочитам уште еднаш тој стих. Вели вака: така е и со вас, драги христијани. Вие не подлежите под старозаветниот закон даден преку Мојсеј, затоа што Христовата смрт значеше и ваша смрт. Значи Христос уме и ние умревме.
Бидејќи Христос воскресна, вие сте сега сврзани со Него, а не со старозаветниот закон. Продолжувам натаму. Дали до тука е јасно? Значи, ова значи дека Бог исто така ги има тие двајца, тие две личности, воскреснати од мртвите, за да може да се спојат еден со друг во нова заедница, што навистина дава плод за Бога. А кои се тие две личности што се спојуваат? Исус и верникот. И таа е таа нова заедница која што не овозможува прељуба. Таа заедница или таа врска помеѓу Исус и верникот создава, дава плод за Бога. Ова значи дека стариот сојуз со законот не исполнуваше плодоносна работа, не ја заврши работата. Само новиот живот може тоа да го даде, да го постигне. На друго место, во 2 Коринтијани 3 глава 6 стих, Павле ни зборува вака. Тој не оспособи да го представуваме неговиот нов завет. Тоа не е завет од пишани закони, туку од Светиот Дух. Значи, каков е новиот завет? Не од пишани закони, туку од Светиот Дух. И сега слушај. Стариот начин, преку пишаниот закон, Гордана и Весна, стариот начин преку пишаниот закон преку Мојсе води кон смрт, а новиот начин преку Светиот Дух дава живот. Во новиот завет почнува црковната ера, која што е ера на благодата Божја. И секој може да се спаси без да заслужи. И твоите гревови се простени еднаш за секогаш. И минатите пред да си поверувал во Исус, и моменталните и наредните. Зошто кажам ова? Затоа што во последната објава на Фејсбук многу убаво обраќање имаш за човек да поверува во Исус и на крајот продолжуваш, завршуваш со една реченица, ама ако грешите, ќе биде уште положно за вас. Некоја закана има, слична закана што откривам и кај објавите на Весна. Значи, во Стар Завет е така. Но вие ќе го промовирате новиот Завет, кој што е пишуван од Светиот Дух и кој што води кон живот, а не кон осуда и умирачка. Дали се разбира? Бог ни кажува зашто тој морал да го реализира планот негов на овој начин. Тој ни кажува дека всушност има проблем со законот. Каков проблем? Законот предизвикува телото да греши, да вроди со плод за смрт. Додека не го знаеш законот, не те тера. Меѓутоа го осознаеш ли законот, не кради, веднаш ти се појавува желба да крадеш. Во Римјани 7 глава 5 стих вели, додека со нас владееше нашата стара природа, грешните страсти действуваа во нас. Законот ги побудуваше тие грешни страсти и како последица на тоа произлегуваа грешни дела што би одвеле во смрт. Сега, законот добар ли е тогаш? Кога го подбудува се тоа? Ама го подбудува ова грешно. Ние не сме. Марија, што мислиш ти? Не е добар? Ама дали е добар или не е добар? Ти види, подбудува внатрешни грешни страсти. Добро, ама подбудува грешни страсти. Ама, па вика Горан, да бил добар законот, не мога да дојде Исус. Ајде да видиме. Законот е добар затоа што ни покажува преку Исус каде грешиме за да се поправиме. Ама вика подбудува грешни страсти. Ама ние не сме во законот. Како може да даде лошо нешто? Законот е добар за да ни покаже каде грешиме. Сега да видиме. Кај грешиме? Значи вака. Пазете, што пишува Библијата за законот каков е? Библијата го вели следното во истата глава 12 стих. Законот си е свет. Таа заповед е света, праведна и добра. Значи, заповедта, дадена од Бога преку Мојсе, значи е свет, праведна и добра. Или законот. Некаде е заповед, некаде е закон. Што ова значи? Проблемот е во нашата грешна природа, не е во законот. Значи, законот си е добар, праведен, свет, меѓутоа проблемот е во нашата грешна природа. Сега, со тоа што вели дека законот е свет,
Свет знаете што значи. Тој збор означува дека е издвоен, хагиос, е така, издвоен за посебна цел, а тоа е да ни го покаже нашиот грев. Потоа вели, таа заповед е света, праведна и добра, окей. Со тоа што вели дека законот е праведен, тој збор означува дека Бог е праведен кога не осудува за својот гнев. Со тоа што вели дека законот е добар, третиот збор, тој збор означува дека законот ја исполнува добрата цел да ни покаже дека самите ние никогаш не можеме да ги исполниме сите барања на тој закон и со тоа не води тој закон до нашата потреба од Спасител, односно од Христос. Дали разбирате? Ако законот го извршува ова како функција, тогаш Светиот Дух што прави? Има еден стих каде што вели дека Светиот Дух разобличува за грев, за правда и за суд, но не е законот. Ако законот ни го покажува ова, тогаш зошто и Светиот Дух ни го покажува тоа? Затоа ќе зборуваме наредниот пат. За да сватите разлика што законот учи, што Светиот Дух учи. Затоа што ние во минатото зборувавме дека Светиот Дух ни покажува за грев, ни покажува за правда, ни покажува за суд. А всушност законот е тоа. Законот ни покажува што значи свет, што исполнува со тоа, што значи праведен, кога не осудува Бог за својот грев, и што значи дека е добар законот, односно дека ја исполнува таа цел, да ни покаже дека ние самите никогаш не можеме да ги исполниме тие барања и не води во нашата потреба за Христос. Така да ќе одиме чекор подлабоко на редниот пат, се разбира ако следите како што треба. Значи, иако Мојсеевиот закон имал многу добри цели, иако е свет, како што прочитавме, односно одвоен, иако е добар, праведен и слично, сепак е несоодветен. Не може тој закон да произведе живот, туку произведува смрт. Значи, не може да вроди со плод. И затоа е толку важно упорно да се држиме само до вистината и откриваме таа вистина во 6 стих од истава глава. Вели, сега сме ослободени од законот, откако со Христос умревме за силата што не држеше заробени. Можеме да му служиме на Бог не на стариот начин, со тоа што ќе му се покоруваме на словото на законот, туку на нов начин, така што ќе му се покоруваме на духот. Амин. Сега, значи, има уште една важна смрт, што се случува со распнувањето на Исус на крстот. И оваа смрт често пати ја пропуштаат многу христијани. Не само што Исус беше распнат на крстот и потоа воскреснат, исто така и верниците беа распнати заедно со него и повторно сме воскреснати, како што пише во Галатија 2 глава. И имаше и трето нешто што беше распнато, но не воскресна од мртвите. А што беше тоа? Не. За верниците, она што беше распнато за сите нас е самиот закон. Пишува, затоа што оно што не знаеше за грев, стана грев наместо нас. Така ли? И што друго е пишано? Секој што виси на дрво, чисто стана проклетство за нас, бидејќи ние не го исполнувавме законот. Он ја зема казната за сето тоа. Така да законот заедно со Христос и заедно со нас умревме сите распнати на крстот, ама Исус воскресна и ние воскреснавме, но законот не воскресна. Дали разбирате? Во Ефесјани 2 глава 14-16 стих вели вака: Христос е тој што не помири, кој од евреи и неевреи направи еден народ. Го урна зидот што не раздвојуваше и не правеше непријатели. Со својата смрт Христос му стави крај на целиот еврејски систем од заповеди и правила. Преку себе Христос создава нов човек и од евреин и од неевреин, изградувајќи така мир.
Умирајќи на крстот и за едните и за другите, Христос го уништи непријателството што владееше меѓу нив, ги помери со Бог и ги обедини во еден народ. Амин. Дали разбирам? Значи, со својата смрт, Христос му стави крај на целиот еврејски систем од заповеди и правила. Дали ова го разбрам? И затоа ова, кога се практикува денес во црквите што ги гледате, како марифети, ритуали, обележја, традиции, се контрира со Новиот Завет и всушност е акт на духовна прелюба кон Бог. Затоа нечи се однесуваат како Христос да не умрел на крстот, како да не ја зел казната за сите, како да не дошол. И се уште пењеното е воведено едно друго, трето и различни други традиционални белези. Значи, вие или одите во моќта на собственото тело да ги исполните и да ги практикувате заповедите на Моисеј, од кои што, меѓу другото, не се наменети за христијаните, односно за верниците во Христос. Значи, или одите да ги извршувате овие заповеди религиозни, како што старозаветните израелци ги држеле, или пак одите во Духот Свети. Предводени од Светиот Дух се движите како Божји синови во и низ начинот на живот, исполнувајќи го царскиот закон. Има еден царски закон, но тој е различен од овој. Царскиот закон го пишува во Јаков 2 глава 8 стих, тој е законот на љубовта или новата заповед што ни ја даде Исус и гласи вака: добро правите ако го исполнувате Господовиот царски закон запишан во Светото писмо. Две точки. Сакај го својот ближен колку што се сакаш себе си. Значи, кој е царскиот закон? Сакај го својот ближен колку што се сакаш себе си. Амин. Значи, со собствени сили или телесно дејство или обид за да се угодува на Бога со своји сили, со своји трудови, со своите манџи, постења, зетини, погачи и различни други дејности кои што се карактеристични на народна традиција, обичај, микс од паганизам и различни други состојби кои што и од старото време биле присутни. Ако тоа го правиш и исполнуваш религиозни обреди и практики, ти не можеш да имаш духовен плод. Во Галатјани 6 глава 7 до 8 стих вели: не залажувајте се, никој не може да го измами Господ. Секој човек ќе си го жнее тоа што си го сее. Тој што живее само за собственото тело, ќе ожнее смрт, а кој живее за духот, од него ќе добие вечен живот. Значи, без разлика дали се врши прелюба или обид за да се запазат сите заповеди на Мојсеевиот закон, сепак тоа е од телото. И тоа е она што го кажува тој што живее за собственото тело. Не се мисли дека живееш само за себе во егоизам, туку се мисли да си во телесноста и да исполнуваш нешто со телото, како обредите од Стариот Завет. Ако тоа го практикуваш, тоа го сееш, тогаш ќе пожнеш распадливост или смрт. Но кој е воден од Светиот Дух, живее за Духот, тој ќе пожне вечен живот. Значи, како не вршиме духовна прелюба? Кога постојано градиме лична врска со Бога и никој не ни е замена за Бог, ни другарка, ни пријателка, ни колешка, како што јас сум правил во минатото. За жал. И јас поучен од искуството и од се зошто се случуваат овие нешта, сега денес зборувам и ви кажувам дека навистина е штетно и за бракот, и за службата, и во секоја една област од вашиот живот да имате некој со кој што ќе поминувате повеќе време отколку со Бога. Некој со кој што поминувате повеќе време отколку со својот брачен другар. Разбирате ли? Таквата состојба не е добра ни за вас лично, ни за вашата брачна заедница, ни за вашиот однос со Бога. Значи, зависност од Бога и градење интимна врска со Него, тоа е многу важно.
И второ, она кое што го прочитавме е дека треба да живееме по духот, за да не робуваме на законот. Затоа што ако сега од тука се молиме во духот на јазици, а се вратиме во правење погачи, фарбање јајца и правење други ритуали и обреди, вие влегувате под формата на телесноста и действијата телесни кои што спаѓаат во религиозната група, како обид за да се угоди на Бога, односно закон, и на тој начин што се посејува? Распадливо се пожнејува. А ако си воден од духот и просто препуштено од Бога действуваш напред, без да си роб на сите овие нешта кои што очигледно е дека во Македонија се уште се атрактивни и актуелни, тогаш ти ќе му останеш верен на Бога. Многу луѓе се неверни на Бога. Дали е тоа огнови како пагански практики што се палат? Дали се тоа маскаради од типот што ги видовме оној ден од Вевчани со промовирање на силите на темнината? Дали се тоа компромиси со светот? Дали е тоа компромиси или да речеме компромис за пари и слава? Дали се тоа физички или психоемоционални изневерувања, без разлика, сите тие се стануваат во категорија на прељуба, но една од нив е духовна прељуба, а таа е кога наместо да живееш под Божјата благодат и водството од Светиот Дух, ти се враќаш на законот. И тоа ќе ви треба да ви стане јасно и да престанете во оваа година да промовирате закон. И благодата Божја не учи на покаяние. Меѓутоа, старозаветното покаяние покри се за да ти бидат простени греховите. А новозаветното покаяние е осознаваш дека Исус умрел за тебе, бил жртва за тебе и од добрината што ја гледаш, од љубовта што ја вкусуваш преку Христос, доаѓаш до покајанието. Тоа е голема разлика. Дури и Петар во Дело апостолови, кога ја почнува првата проповед, им раскажува кој е Исус, што Исус направи, а потоа им вели, они велат што да правиме сега, како да се спасиме. И тогаш им објаснува. Од кога веќе осознале кој е Исус, сега покајте се и свртете се кон Исус. Разбирате ли, значи, откако Евангелието, радосната вест ќе се сподели, па тогаш како производ на тоа дека си е примил радосната вест, во тебе ќе дојде копнежот за покаяние, кое што впрочем значи промена на начинот на размислување. Метаноја. Си размислувал по еден терк, сега го превземаш Божјиот терк на размислување. Okay? И го променуваш системот на верување. Си верувал во еден систем на верување, го заменуваш тој стар систем со нов систем на верување во кој што е базиран на Евангелието за Христос. Амин. Дали до тука е јасно? Добро, ако е јасно да повториме. Ајде, Маријана, стани, што научи? Така со смртта на Исус, односно со даѓањето на Исуса, поништува Мојсеевиот закон. Со тоа што ние веќе сме дел од Новиот Завет, односно ако пишувало во Стариот закон дека треба да ги љубиш ближните, да ги мразиш непријателите, во Новиот Исус кажува љуби ги ближните, а мојте за непријателите. Добро, интересно ти останало тоа впечаток, окей? Значи, меѓу другото, тоа е тоа. Мора да се направи разлика што било до тогаш и што откако Исус дојде. А сите се однесуваат како одново да Исус дошол и сега правиме коктел, микс од она што беше во Стариот Завет, дополнето од Исус. Исус не дојде да дополни. Исус го исполни тоа и даде уште подлабоко осознавање на тоа дека одиме по него кое што е над законот. Он е благодатта. Израз на таа Божја благодат. Океј, кого да прашам друг? Ајде, Дарко. Што научи? Стани. Да, ти. Сега со Господ Исус Христос воскреснуваме заедно со Него. Во Стариот Завет, во Стариото Во Стариот Завет имаше правила. да, имаше правила
треба да се следат. А сега што кога повелуваме Господ Исус Христос, значи треба само да сме со Него, Да. со вера, со Убаво кажано, едноставно, но точно кажано. Одлично седмица. Со вера да сме со него, така е. Без вера никој не може да му угоди на Бога. Ајде, Симон, да слушаме што научи ти сега. Нашата зависност треба и секогаш на прво место да ни е од Бога. Се што имаме како проблем, ситуација, желба или копнеш, план, го споделуваме со Господ прво, со брачниот другар и решението го наоѓаме во Него, преку Неговото Слово, преку Неговите убедувања и нови верувања кои што ги добиваме, преку Словото и таа интимна релација. Добро, дали го изневеруваш сопругот? Порано многу. Како физички или психоемоционално? Психоемоционално. Психоемоционално. И сега дали осознаваш дека сакајќи да направиш подобро, фактички си правила процеп, станувала полош. Дали ти доаѓа сега да се одречеш од тоа и да зажалиш за тоа што не си била свесна? Така, добро. Седни си. Ајде друг да прашаме, еве Јован ќе го прашаме. Што научи Јован? научив дека Бог секогаш треба да ни биде на прво место и се што имаме треба со него да споделуваме, да едноставно да не вршиме духовна прељуба и она што го имаме како замисла или како план да не го споделуваме со останатите, туку прво со Бог и во рамките на семејството со брачниот другар. Убаво заклучок, добро. Виктор, што научи од денешната служба? Само не повторувајте тоа што некој друг го кажал пред вас. Ако Исус беше распнат на крстот, со него распнати и ние и законот, и дека кога воскресна Исус, ние воскреснавме со него, а законот не воскресна. Така е, убав заклучок, јасно е. Добро, седни си. Ајде, Елена. Се од Бога, преку Бога и за Бога. Тогаш кога ќе научиме дека тој е центарот, тој е утрото и попладнето и вечерта, тогаш нема да имаме ни простор за прељуба, односно кога ќе се подпреме на тоа што тој ни го дава и да веруваме дека тоа што се случува, што го слушаме, кога сме осетливи на Духот од Бога, нема да имаме простор за прељуба. А дека се сомневаме, тој ни е тука прв, па потоа ќе рака знаеме како. Океј, добро. Кате? Да, ти. Се, мислам, буквално се има добра проповеда, но наистина најмногу околу споделувањето Не знам. и душевните врски. Така ти заигра срцето малку? Па да, Се растрепери нормално, кога ќе осознаеш, мислиш дека се е окей, уствари. споделувањето речем треба да биде на Бог. Така. Така, Ајде. ајде. Многу добро што ми мислеле, кога сум споделувала и тај го постави. Ви сте забележали кога, ете така, кога ќе се отворите на некој што многу добро ви мисли, Да. и после планот што сте го споделиле, Ова многу Не добра се исполни. ситуација. Да. Искрено. добро, седни си, ајде Наташа. Еве, јас као муж бидејќи меѓу најстарите, од самиот почеток. Па не си најстара, ама добро. Веќе. Откако се родно човек крсти, го прифати Господ за Исус Христос, после крста му Светиот Дух, мора да настане преобраз во неговиот ум и да почне нормално со читањето на Библијата и доаѓање на богослужби, станува озбилна преобразба на карактерот. Веќе не владее во нас човечкиот карактер, него нашите мисли и постапки се само базирани на Божјото Слово. Значи, не веќе ние, као луѓе, нашето јас, не е јас. Оно што го пише во Словото. Второ, што е многу важно, брачниот партнер е пред се. И неговата врска. И он кога не е со Бог, ако вие го изберете прво Бог, па после дори ако имате закани, дека ќе бидете оставени,
само тогаш можете да верувате дека Бог ќе ви извади од секоја ситуација. Прелюба, духовна, не е само физичка прелюба. Духовната прелюба. Ние, сакајќи или не сакајќи, повторно што сме ние постари, може би ја правиме, но треба да се освестиме и преку Светиот Дух осознаваме што е нашиот греф, што прелюбата е греф, и да се трудиме да ги надминеме, али само повторно преку верата во Господ Исус Христос. Ајде сега, Верица. Што научи? Научи да се потврди тоа што цело време сопругот ми го кажува. Верица, прво прво научува да се случува прво со Господ, да го споделам па со него и да го споделуваме со другите. И тоа што многу давно, жртвите на година или 9 порано, ми поминуваше да не го споделувам неки интимни работи што имам со моите родители, затоа што можам и нив да ги повредам, и него да го повредам, и сите да се повредам. Ја сакајќи некојаш споделував некои работи со моите родители, а после изваѓате. А имаш една приказна, сега да ме подсетим. Се омажила една жена и се било на почетокот убаво, меѓутоа зетот почнал да прави некои ситуации, некои проблеми, кои што во моментот, она импулсивна, млада, не знаела, немала искуство и мудрост, и што се случило? И се јавила на мајката: мамо, ој вака и вака и вака. И мајката ти рекла: да не си ми се јавила уште еднаш. Зошто? Да не си ми се јавила уште еднаш. Каква мајка си? Многу добра мајка сум, да не си ми се јавила уште еднаш. Минало време, се седнале на семеен ручек, рекла: мамо, зошто вака ми направи ти? Она рекла: прво кажи ми како е со маш ти. Добро е, се среди. Ете, виде. Тој ти е маш. Сега се лутите, после ќе си простите и ќе заборавите. Ќе преспиете еднаш во кревет и се ви е розово. Ама јас сум мајка. Ако мене ми кажеш како те повредил, мене ќе ме боли и ќе памтам. Ти ќе заборавиш, ама јас ќе памтам. Тебе ќе ти помине, ама мене ќе ме боли срцето. Така мајката ја научила својата ќерка дека прво треба сама да си тера бракот, а не да бара надворешна интервенција. Интересно, нели? Океј, седни си вече. Ајде, Славица, стани. Кажи ни што научи. Дека се што надвикува од Бога е искушение. Некогаш не препознаваме дека сме материјалисти, дека кога веруваме не знам. Так. Ова ми беше откровение исто, дека се беше, иако јас немам многу опција да споделувам, но да никој знаат. А да прашам, дали го изневери сопругот? Не? Вие си знаете. Океј, ајде да се свртиме наваму да видиме како се да работите. Нено, ајде стани, знаем се. Скорно ме поминува да ми да скорно. Кажуваш што научи. Гласно. Тоа што сега во моментот би сакал да споделам е дека Гласно, да слушнеме. Двајца умираат како што Исус умре, умира и верникот, односно негов старата наша грешна природа. И двајца и живееме и дека треба се да се споделува, го спомена и други, но ми остави тоа впечаток. И како кратко сведоштво, ако ми дозволиш, поставам да споделам дека кога почнам да му споделам се на Исус, дури наједноставни работи, да речеме, може би за некои неважни, ја искусувам радоста, што доаѓа од Господ се повеќе и повеќе. И сваќам дека ова што слушав, дека некојаш може би психоемоција на духовна прелюба може би сум вршал спрема Бог. Може и кога сум се движал, ако сум бил некојаш во законот,
А си бил? Не, ако си бил, знаеш сам е. Така да Криво ти, ама си бил. Това е. Беше како не беше во закон. Сите. Да, сите, вака да биде, така да биде, да, редо да се пази. Океј, Нено, ајде Зорица да слушнеме ти. Што научи, дали се препозна, дали го изневери твојот сопруг? Последниот период претходно споделував се со Господ. Меѓутоа после некои случувања како да се повлеков. И направив само уште полошо, да ми биде и потешко. Имам уште една потврда дека стварно прво и се треба да се споделува со Господ, а после тоа со сопругот. Мислам дека не сум го изневерила сопругот, не знам, сега до сега не ми текнало, сега се преиспитувам, нели, назад едно, друго, трето. Тоа што си го споделила со нас не се брои, да знаеш. Не е тоа изневера. Оти на пасторите им кажуваш и тоа е различен приstup. Меѓутоа стварно прекрасна богослужба за преиспитување, и за понатака да знаеме кај сме, што и Господ да не го изневериме, значи. Да. Добро, седни си, ајде Вале. Јас исто така, тоа со новиот и стариот завет, дека стариот завет веќе е добар, но за да се преиспитаме, но секако радоста ми е во тоа што Светиот Дух работи во нашата совест и да знаеме што е добро, што не е добро и да знаеме да врвиме по патот Божи и да се преиспитуваме и понатаму да се учиме и да чекориме на некое ново ниво, подлабоко и за духовна прељуба. Секако да, дека имала духовна прељуба, но како што кажете, дека тоа не се рачуна, сепак не сум духовно направила прељуба, со вас сум споделувала се а со други најинтимното никогаш не. Мислам, со мајки, сестри, такви не. Добро, тоа е важно. Значи, ние кога како служители, вие сте гледали по филмови и исповед кога прават луѓето, и има една етика, една духовна етика, која што служителите треба да ја почитуваат, односно дискрецијата или интимата која што е споделена, си ја има пасторот, дали ја слуша од луѓето и потоа се моли. И дури да има тим за застапништво, не им кажува интимни работи, туку само за тој човек или за некоја општа работа. Затоа и некој кога е во служба, тоа е свет позив. Свет повик и не може кој ќе излезеш од таа служба да се однесуваш како никогаш да не си бил во таа служба. Сепак одговорност имаш, така да има и луѓе кои што не се во служба, меѓутоа некои го почитуваат тоа, други не. Значи за жал не почитуваат кога излегуваат од служба, но важното е она што го кажа, кога споделуваме има друга цел за споделување, за изградба, додека кога се споделува со други надворешни, кои што не се дел од брачниот завет, ниту го вклучувале тој брачен завет пред Бога, тогаш веќе се тие психоемоционални прељуби, физички прељуби, како што разбравме, но и духовна прељуба, кога го изневеруваме Бога преку законот или преку други пагански обичаи и нешто што не се дел од христијанството. Добро? Може само да додадам уште нешто нели за духовна прељуба исто така. Вие не прашате, но јас сакам да надоврзам на тоа. Значи не сите кажаа за сопрузите, но нели има и духовна прељуба и во црквата, контра црквата, нели? Сите и за тоа треба да се преиспитаме, доколку гледаме други проповеди, слушаме други пастори, слушаме други браќи и сестри од црква, исто и тоа се вика духовна прељуба. Така да и сите ние треба да се преиспитаме малку само да слушнам, иако тоа се некои ваши пријатели и тоа може да повлијае на нашиот дух, нели, на нашето поведение и да ги мериме нашата црква и таа црква, иако таа црква е во пријателски однос со нашата црква. Ако нема проблем. И сепак и тука јас научив дека сепак нели Светиот Дух ни работи во совеста, дека некогаш малку ако подзаслушаме да видиме овие што викат, ние сепак правиме некој начин духовна прељуба без да тоа го нели. Така. Океј, јас сега сакам да ме поттикнам во молитва. Бидејќи сето ова што го слушавме денеска, треба да не поведе во молитва, да се одречеме и да се откажеме од ова што до сега сме го живееле. Кој од вас сака, нека ја повторува молитвата, кој не сака, нека не ја повторува молитвата.
Господе Всемогутен, Татко Небесен, Ти благодарам што денес разбрав некои работи кои што ги сметав дека се добри, дека се во рамките на споделување, близкост со браќа и сестри, со роднини и пријатели. Денеска разбрав дека сум вршил психоемоционална прељуба и дека тоа било несоодветно, ниту според Твојата волја, ниту било честно спрема мојот брачен другар. Денеска разбирам, Господе, дека јас со тоа што го негирав благодатното дело преку Исус, се приврзував на законот, го почитував законот и заповедите, се држав за строгите правила, се држав на тоа да ги плашам луѓето, да се плашам и себе си, условно да пристапувам кон Тебе, а Ти ме ослободи од тој услов преку Исус Христос, кој што го исполни законот за мене, умре за мене, за јас да бидам спасен, да бидам обновен, да бидам исцелен и да бидам Божјо дете. И јас сега се одрекувам од секаква духовна прељуба, психоемоционална прељуба, секакво лицемерие. И плодот на сето тоа, што беше оделеност во душата, сомнение, создавање на душевни врски, сега го одрекувам од себе и ги прекинувам сите тие душевни врски кои што сум ги создавал преку споделување интимност со други луѓе. Ја прекинувам таа душевна врска со моето минато и со луѓето со кои што сум се отварал и со луѓето кои што ме ставале во позиција да им бидам прељубник. Се одрекувам од таков двоен живот, со народен јазик кажано швалеризам, се одрекувам од флерт, од еротски замисли и задоволства, се одрекувам од такви фантазии, се кајам за сето тоа, Господе, и во овој час гледам кон Тебе, мојот поглед е кон Тебе, во Тебе, Господе, се надевам, во Тебе верувам, Ти си моја карпа, моја сила, моја надеж. Фала Ти, Господи, што денес ме насити со Твоето присуство преку Светиот Дух. Ми го покажа патот во кој што треба да врвам победнички, Господе. И знам дека ништо нема да ми недостасува. Ниту влакно од главата нема да ми фали. Ниту страв, ниту болка. Ништо не ме припаѓа. Зашто Ти, Господи, обезбеди за мене совршено исцелување, целосно обновување и заштита. Фала Ти што со Твоите рани ме исцели, со Твојата крв ме покри. Фала Ти, Татко Небесен, во овој момент, што ме ослободуваш од сите стеги, навики, да вршам и живеам религиозно. Сега, Господи, се одреков од тоа и мојот фокус е кон Тебе. Слава Ти, Господи, Тебе те гледам, на Тебе чекам, во Тебе верувам и Тебе те следам. Слава Ти, Исус. Амен. Земете воздух, слободете се, бидете исцелени од овој товар, бидете разрешени од овој товар во името на Исуса Христа.